Централен дневник на регионалната К1. Добро вечер. Последна сабота од месецот и светски ден за борба против трговијата со луѓе. Еве ги настаните на денот. 19 од село Мелница заработи кривична пријава поради сомнение за сторено кривично дело полов напад врз дете. Во тек е втората фаза од либерализацијата на пазарот на електрична енергија. Градежна офанзива во Неготино и Кавадарци. Се работи на асфалтирање на улици и исполнување на барањата на граѓаните. Деветнаесетгодишник од Велешкото село Мелница заработи кривична пријава поради основи на сомнение за сторено кривично дело полов напад врз дете. Како што соопшти Министерството за внатрешни работи, нападот врз 10-годишното дете се случил на 27 овој месец, кога тоа се враќало од локалната продавница кон дома. Ова е втор случај на полов напад врз малолетник за месец дена во Велешко. Пред 20 дена татко ја силувал својата малолетна ќерка. СВР Велес поднесе кривична пријава против 19-годишниот ЕЗ од село Мелница Велешко поради постоење основи на сомнение за сторено кривично дело полов напад врз дете. Како што соопшти МВР, пријавениот на 27 јули околу 19 часот во село Мелница го пресретнал 10-годишното дете кое се враќало од локалната продавница кон дома, го кренал во раци и го однел во сока кој се наоѓал подалеку од домот на детето, каде што и бил извршен половиот напад. После насилниот сексуален акт пријавениот побегнал, а детето заминало од дома. Од срам не кажало никому. Наредниот ден, на 28.7.2016 година, неговата мајка забележала дека детето е изнемоштено и не може да се движи, пошто разговарала со него и во текот на разговорот детето кажало што се случило, се вели во соопштението од МВР. Истиот ден настанот бил пријавен во СВР Велес, при што бил извршен лекарски преглед на детето во јавната здравствена установа Општа болница Велес, а по консултации со јавниот обвинител, детето заедно со неговата мајка е однесено на преглед во судска медицина Скопје. Осомничениот е приведен на ден 29.7.2016 година во 6:30 часот. Сличен ваков случај пред 20 дена ги потресе Велешани. Тогаш татко силувал малолетна ќерка и овој случај е пријавен во полицијата и на таткото насилник му е изречена мерка притвор во трајање од 30 дена. Во тек е втората фаза од либерализацијата на пазарот на електрична енергија. Целта е домаќинствата сами да одберат снабдувач со електрична енергија, како што се одбира провајдер за кабелска телевизија или услуги од мобилната технологија. Од 2008 година до сега во неколку етапи се отвара пазарот на електрична енергија. За сега неголемите потрошувачи имаат можност до овој енерген да дојдат преку берза. Портпаролот на МЕПСО Никола Стојанов вели дека меѓу првите компании е и Кавадаречки фени. Процесот на либерализација на пазарот, електроенергетскиот пазар, почна во 2008 година со издвојувањето на најголемите 6-7 компании, како што се Фени, Југохром, Бучим, Окта, Македонски железници, компании кои се дел од железарскиот комплекс како Митал, Макстил. Значи, тие се првите компании кои што добија можност да излезат на пазар и да купуваат по цени што се дефинирани на берзи или на пазар. Во моментов во тек е втората фаза од либерализацијата на пазарот и според Стојанов тоа значи можност и помалите компании сами да одлучуваат од кого ќе купуваат електрична енергија. Втората фаза, која што започна во април 2014 година, излегува дополнителни 220 компании, кои што пред тоа беа снабдувани исто по регулирани цени, и тие добија можност по законот да излезат и да изберат свој снабдувач или да купат директно електрична енергија на отворен пазар. И еве веќе и тоа успешно функционира повеќе од 2 години, сите тие компании се задоволни од работењето. Крајната цел или последна фаза е и домаќинствата сами да одберат снабдувач со електрична енергија, како што се одбира провајдер за кабелска телевизија или услуга од мобилна телефонија.
Две лица се тешко повредени во сообраќајна несреќа која се случила синоќа околу 21 часот и 40 минути на дел од автопатот меѓу селото Удово и Демир Капија. Како што информираат од Министерството за внатрешни работи, во сообраќајката учествувале 3 возила. Увид на лице место направила полициска екипа, а повредените се префрлени на лекување во Скопје. Низаградежни активности се изведуваат во општина Неготино. Колешката Катерина Нацева во Дневникот во 12:30 во живо на оваа тема разговараше со градоначалникот Ванчо Апостолов. Еве дел од разговорот. Општина Неготино тековно работи на повеќе инфраструктурни проекти, како од патна инфраструктура, така водоводна и канализациона инфраструктура. Ние во текот на минатата недела привршивме со асфалтирање на патниот правец Неготино село Криволак во должина од 3 км и широчина на пат од 5,5 метри. Тоа е доста проширен патен правец, каде што досега теконо се случува многу сообраќајни несреќи. Тоа беше голем проблем за сите кои минуваат на тој патен правец, како за жителите на село Криволак, така за луѓето од гарнизонот на Арама кој се наоѓа во село Криволак, така и останатите жители кои транзитираат и до самите ниви, до сите лозови површини. Покрај тоа ние работиме на патна инфраструктура, на патниот правец Неготино село Веше, преку 3 последователни проекти. Едниот е на програмата за рурален развој, каде што асфалтиравме веќе 800 метри. Во тоа голем прилог даде владата на Република Македонија и тоа е веќе завршен проект, додека останатите проектот преку Светска банка, каде што преку ИПА програмата за меѓугранична соработка треба да отпочне асфалтирање на нови 400 метри и уште 650 метри на истиот патен правец преку уште еден проект од Светска банка, каде што владата на Република Македонија овозможи преку програмата за рурален развој да добиеме 260.000 евра и да асфалтираме најтешката делница од тој патен правец од 650 метри, додека останатиот дел општина Неготино со буџетски средства комплетно ќе го рехабилитира, односно ќе го асфалтира тој патен правец од Горни Дисан до излетничкото место, исто така рурално подрачје село Веше. Исто така асфалтиравме 3 поголеми улици во село Тимјаник, во должина од 1000 метри на задоволство на сите граѓани, сите жители од село Тимјаник, и останува да се доработи патниот правец село Калањево, излетничко место Бела Вода, како трета мерка од програмата за рурален развој. Но ние како локална самоуправа најголемиот акцент го ставивме на водоснабдувањето и веќе тековно во минатиот 3,5 годишен период работиме неколку проекти за рехабилитација и за подобрување на водоснабдувањето во нашата општина Неготино. Веќе регулацијата на притискот е завршена работа и во 3 годишни времиња есен, зима и пролет имаме 24 часовно водоснабдување, но имаме одредени проблеми во текот на летниот период, каде што сега во теке реконструкција на 8 километарска водоводна мрежа во град Неготино. Тоа е проект од Светска банка, каде што општина Неготино со задолжување по најповолни услови ќе го реши водоснабдувањето, односно ќе ја замени водоводната инфраструктура и приклучоците од сите граѓани во град Неготино ќе бидат поставени на новата водоводна структура и со тоа и со реконструкција на неколку други делници од водоводната мрежа, значи уште 2,5 километра од Повардарие до село Дуброво, исто така со изградба на резервоари за вода, еден резервоар во Тимјаник за висока зона во Неготино од 500 метри кубни треба да заврши некаде крајот на август месец, а веќе е пуштен во употреба резервоарот кој се наоѓа во село Пепелиште со зафатнина од 250 метри кубни и со тоа и со поставување на водомери во секое домаќинство, односно со исклучување на
сите диви приклучоци, водоснабдувањето во иднина треба да биде решен проблем за општина Неготино. И во Кавадарци се работи на рехабилитацијата на патната инфраструктура. Се асфалтира улици и патишта во градот и надвор од него. Мартина Митков ги има деталите. За една локална самоуправа да биде успешна, неопходни се проектите од комуналната изградба. Предходниот период бевме сведоци на комунална експанзија во градот. Патната инфраструктура по традиција е секогаш пообемна кога станува збор за комуналната изградба. Промените во делот на изградбата се забележителни, вели градоначалникот Александар Панов. Позабележително, освен улиците кои што ги забележуваат само луѓето кои што живеат на таа улица, е влезот на градот, кој што и покрај проблемите со постоечката инфраструктура, елиминирање на бандери, на нелегално изградени потпорни ѕидови и слични проблеми од експроприацијата, сепак се движи овој проект. Неодамна започнавме и според увидот во делот на градењето, можам слободно да констатирам дека во најдобар ред оди имплементацијата на кредитните средства од Светска банка. Еден од зацртаните приоритетни проекти на градоначалникот и општината е проектот за реконструкција и проширување на патот Бохула-Крњево, за кој што се очекува работите со асфалтирање да започнат на почетокот на месец август. Градежните активности на овој локален пат ќе чинат околу 20 милиони денари. Земјените работи на еден голем патен правец од Крњево до Бохула се веќе при крај и се спрема истиот патен правец за асфалтирање. Се надевам дека почетокот на август дека ќе имаме таму асфалтирање, барем така велат во најавата луѓето кои што се задолжени во овој дел. Во тек е набавка за опремување на невладиниот сектор кој што го добивме како објект пред месец и пол дена. И овие денови ќе почнеме со изградбата, со парафирање на договорите со Европската Унија и на изградба, односно реконструкција и адаптација на бившата ТВТ телевизија и во иден бизнис центар, проект кој што го добивме од страна на Европската Унија. Проектот за доградба на кејот на реката Луда Мара е веќе завршен според планираното, а годинава се планира локалната самоуправа да донира средства за партерно уредување на Полошкиот манастир. Се оди според планираните активности во зависност од временските услови, истите се очекува да бидат завршени на време. Редовна пракса е градоначалникот на општина Велес да одржува средби со граѓаните на секои 2 до 3 месеци. Како што вели тој, овие средби помагаат да се решат проблемите на граѓаните. Редовна пракса на градоначалникот на општина Велес Славчо Чадиев е на секои 2 до 3 месеци да одржува средби со представниците на местните и урбаните заедници. Целта на истите е да се слушнат размислувањата, но и потребите на граѓаните. Градоначалникот вели дека на овие средби се разговара за направеното, но и се договараат идните проекти. Тврди дека нема ниту една местна или урбана заедница каде што нема сработено проект. Одговорно тврдам. Тоа го темелам на тоа што повеќе десетици улици и тротуари се направени во нашата општина. Овие денови ќе имаме асфалтирање на 2 улици. Потоа продолжуваме со еден потпорен зид и продолжуваме во 2 населени места. Бузалково ќе се прави улица во должина од 400 метри. Во Раштани ќе се прави исто така долга улица. Како дел од следните активности, Чадиев најави дека во градот на 7 улици ќе се менува водоводната, односно канализационата мрежа. Општината во континуитет спроведува активности за подобрување на квалитетот на живот на сите граѓани, согласно програмата донесена од Советот на општина Велес. Прометот на трговијата на мало во јуни годинава е зголемен во споредба со истиот период од минатата година, покажуваат податоците на Државниот завод за статистика. Македонија го празнува денот за борба против трговијата со луѓе. Ова се вестите од земјава. Според податоците на Државниот завод за статистика, прометот на трговијата на мало во јуни годинава е зголемен во споредба со истиот период од минатата година.
Зголемување на прометот е забележано во групите трговија на мало со храна, пијалаци и тутун, номинално за 8,1%, а реално за 9,5%. Трговија на мало со непрехранбени продукти, освен гориво, номинално за 18,6%, а реално за 16,1%. И трговија на мало, освен трговија со гориво, номинално за 13,8%, а реално за 14,3%, покажуваат последните податоци на Државниот завод за статистика. Интернационалната организација за миграции денеска го одбележува 30 јули, светскиот ден за борба против трговија со луѓе, чија цел е да се сврти вниманието кон страдањата на огромниот број на жртви на трговија на луѓе кои се соочуваат со сексуална експлоатација, принудна работа, робство, трговија со органи. Светскиот ден е назначен во 2013 година по усвојувањето на револуцијата на Генералното собрание на Обединетите нации за борба против трговија со луѓе, а Интернационалната организација за миграции се приклучи во глобалната борба против трговија со луѓе во поширок контекст на управувањето на миграцијата од 1994 година, со јасна визија за справување со овој тип на криминал, бидејќи речиси секоја држава во светот е под влијание на оваа зла пракса, дали како земја на потекло, транзит или земја дестинација на жртвите. Податоците покажуваат дека преживеаните жртви поддржани од страна на Интернационалната организација за миграции се претежно жени, кои не само што се соочуваат со сексуална злоупотреба, туку исто така биле жртви на принуден брак, како и лица кои се соочуваат со сериозни економски потешкоти. Над 40 лица се повредени на пивофест во Приштина. Во главниот град на Ерменија повредени се најмалку 60 лица во синокешните судери меѓу полицијата и повеќе илјади поддржувачи на опозицијата. Ова е светот денеска. Над 40 лица се повредени на манифестацијата Пивофест на плоштадот Захир Пајазити во Приштина. Инцидентот се случил околу 23 часот на самиот почеток на манифестацијата, кога се слушало пукање од огнено оружје, кое создало голема паника помеѓу присутните, кои почнале да бегаат панично на сите страни, барајќи објект каде да се засолнат. Бројни полициски сили и многу амбулантни возила веднаш пристигнале на плоштадот. Состојбата на шестото издание на манифестацијата Пивофест во Приштина се смирила некаде во 1 часот пополнок, информираат од полицијата. Најмалку 60 лица се повредени во синокешните судири помеѓу полицијата и повеќе илјади поддржувачи на опозицијата во Ереван. Лицата се пренесени во 5 болници во главниот град, јавуваат светските медиуми. Во центарот на Ереван синоќа се собраа над 4000 лица, а неколку стотици од нив тргнаа кон зоната на преземената полициска зграда. Полицијата употребила шок бомби за да ги растера демонстрантите. Судирите започнаа на протестите кои се организираат секоја вечер во знак на поддршка, откако на 17 јули беше превземена полициската зграда во Ереван од страна на проопозицијска група, со барање за ослободување на истакнат локален опозиционер и оставка на претседателот и владата. Денес имавме сончево и топло време со мала облачност и слаб до умерен северен ветер. Температура во интервал од 28 до 36 степени. Еве ги деталите за општините од Вардарскиот регион.
Со оваа информација го завршуваме дневникот. Пријатно!